Вести на програмата на телевизија КТВ во продолжение ќе ги следите настаните на кои денес работеа новинарите. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски вчера се сретна со овоштарите од Росоман. Им кажа дека владата правела сериозни напори да се надмине проблемот со откупот на праските. Овоштарите од Росоман кои протестираа поради немањето пласман и ниската откупна цена вчера ги посети министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Тие му ги кажаа проблемите со кои се соочуваат на првиот човек во ресорот и добија ветување дека проблемот ќе биде брзо решен. Министерот ги информира за поддршката што ќе ја добијат од државата 6 денари за продаден килограм праски во преработувачки капацитети. Исто така самите овоштари ја потенцираа негрижата од претходната власт, особено од одговорните во водостопанство кои повеќе од 30 дена не пуштиле вода за наводнување, што е една од причините за лошиот квалитет на праските и причина за кризата. Ние сме 10 дена во рамки на Министерството и решаваме проблеми кои што биле над 11 години. Затековме Министерство во кое што не е направен редовен попис, Министерство и сектор во кој што исплатата на субвенции е блокирана, и се уште трае блокадата од АД водостопанство, која што секојдневно се обидуваме да ја надминеме. И праќам последни апели, затоа што веќе е започната постапката и за смена на раководната структура во АД водостопанство, затоа што и тоа што денес го слушам од луѓето тука е токму непрофесионалниот однос и функционирање на оваа институција низ Македонија. Не само што е проблем со исплатата на субвенции која што со сите напори ја надминуваме и сметам дека што поскоро ќе продолжиме. Имаме проблем кој што е суштински овде со пуштањето на системот за наводнување и со водата. Тоа е нешто недозволиво и затоа мора одговорност да има и тоа е една од причините во нашите анализи заради ваквиот квалитет на праската. Второ, сакам да кажам на целата јавност дека иако во минатите години и месеци се зборуваше дека за климатските неповолни настани кои што беа 2015, 2016, 2017 100% ќе биде исплатата, дека се било завршено, дека само што не било исплатата, ништо претходната влада нема преземено не за да се утврди процентот на исплатата. Лага е дека утврден со некоја одлука процент на исплата од 100%. Туку не беа ни внесени во програмите на Министерството и на владата основите како тие луѓе ќе бидат исплатени. Како може вие со месеци да не внесете основ како дополнителна мерка со која што ќе може да се изврши исплата, а ваму ги лажете луѓето дека требало да бидат исплатени. Ние започнавме со решавање на проблемите со тоа што за 2016 и 2017 година први ја сменивме програмата во која што внесовме дополнителна мерка, средства како основ за исплаќање на штетите. И таа постапка ќе продолжи и понатаму. Сакам исто така да кажам дека за измрзнувањето до оваа година ништо од работата не е завршена во делот на штетите. Ниту постојат записници во Министерството, ниту се стигнати од подрачните во рамки на Министерството записници врз основа на кои што ќе се прави проценката на штетата. И ние овие 10 дена решаваме проблеми, односно правиме притисок внатре и во рамки на институциите и во рамки на подрачните единици, се со цел тоа што морало да биде направено со месеци не е направено. Сакам да кажам дека ниту апликацијата за аплицирање на земјоделците за оваа година не беше пуштена. И ние само моментот, овие неколку часа го решаваме и тој проблем се со цел да можат земјоделците да аплицираат за субвенции и затоа токму на влада и го продолживме рокот да биде до 15 септември. Сакам да кажам дека не може веќе со оваа категорија на граѓани на државата да се манипулира. Не може секојдневно со политички пресконференции да се шират лаги, манипулации и да се продолжи таа пракса да со оваа категорија се манипулира. Проблемите треба системски да се решаваат и ние како влада целосно ќе се насочиме во тој правец, ама со оваа категорија на граѓани мора силна и цврста поддршка за вистинско решавање на проблемите. Ева на Македонија повикува на внимателност при земјоделските активности по далноводите.
Евана Македонија ги повикува земјоделците на внимателно ракување со земјоделската механизација и опрема во близина на далноводите од дистрибутивната мрежа. Особено внимателни треба да бидат додека ракуваат со опремата за наводнување. Извршување на земјоделски активности под електрични водови треба да се избегнува, односно да се ограничи само на оние кои мора да бидат изведувани и во таков случај задолжително треба да се преземат мерки за безбедност. Металната опрема, како што се цевки за наводнување и разни видови напрскалки, во никој случај не смее да дојде во директен допир или да се приближуваат до проводниците од надземните водови. Не смее да се поставуваат метални цевки за наводнување паралелно со трасата на надземниот вод и при наводнување, задолжително да се избегнува приближување и контакт со водниот млаз од надземните водови, особено да се обрне внимание и на силата на правецот на ветерот, предупредуваат од Евана. Во Кавадарци денеска се одржа првата летна вонредна крводарителска акција. Одзивот одличен на критериумите според сите стандарди за уредно крводарителство. Кавадарци денеска ја реализира првата летна вонредна доброволна крводарителска акција. Организатор е Општинската организација на Црвен крст, а ја реализира Институтот за трансфузиона медицина Скопје во просториите на Општинското собрание во Кавадарци. Хемоглобинот, соодветни на границите според светските стандарди, е пресуден во одлуката за дарување и кај мажите и кај жените е ставот на доктор Кацарски од Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Тој нагласува дека особено во лето се почитуваат сите стандарди кои треба да ги исполнуваат крводарителите. Во летниот период потребата за крв е поголема ради годишните одмори и сите овие крводарителни акции се добре дојдени и голема благодарност до сите крводарители во Македонија кои со својата хуманост им помагаат на болните и спасуваат човечки животи. Кажете ми колку во моментот задоволуваат резервите во институтот? Сите резерви што се во моментот во институтот се на задоволително ниво, така да со сите овие и дополнителни крводарителни акции што ги имаат, сето тоа задоволено и на задоволително ниво е состојбата со крв. Се осетила ли особена потреба од некоја крвна група? Да има повеќе потреба токму од неа? Сето тоа зависи од пропорционалноста на крводарителните акции и застапеноста, значи, на крвните групи, потребата, но сето тоа е задоволено на соодветен начин. Во екстремни случаи, кога нема од некоја крвна група, се бараат фамилиарни дарители, но тоа е на минимално ниво. Сведено, зашто со пропагандата и со организацијата на крводарителните акции и предвидениот број на акции крводарители се задоволува потребата на крв на ниво на цела република. Знаеме дека крв може да дарува само здрава личност и пред се психички подготвена. Кои се најчестите причини според кои во лето ги одбивате сите оние кои што сакаат да даруваат крв? Најчеста причина за одбивање воопшто е понискиот хемоглобин. Тоа станува збор за потенцијални дарители кои што воедно хемоглобинот им е добар, но не е на доволно ниво за да може да даруваат. Треба вредностите за хемоглобин кај жена се над 125, а кај маж над 135 и треба тие норми и критериуми и соодветно добар притисок да се ги има една индивидуа за да може да дарува крв. Тие се основните, значи, параметри и нормално да здрава индивидуа, да нема некои болести, соодветни критериуми кои што се следат по правилникот издаден од Совет на Европа, кои што секојдневно се обновува и се следат сите тие трендови за максимално безбедна крв да имаме. Разлики во крвниот притисок? Разлики во крвниот притисок во летниот период може да се јават поготово после пладне.
поготово на втора смена кога сме присутни, може да има пат на крвниот притисок и затоа обрнуваме повеќе внимание од вообичаено. Мислам на сите дарители максимално им се посветува внимание да после дарувањето им се даде благодарен оброк, се дадат прикладни совети за после дарувањето да немаат никакви проблеми и да пијат што е можно повеќе течности. Крајот на јуни месец се одбележува за Општинската организација на Црвен крст во Кавадарци со првата вонредна крводарителска акција. Само за подсетување, во текот на летниот период Кавадарци реализира 4 па и 5 вакви акции. За следниот месец е најавена уште една летна вонредна крводарителска акција. Реализирана посетата во Ковин, кавадаречките хуманисти 13 години негуваат соработка која носи резултати и позитивни идеи на двете организации. Деновиве Општинската организација на Црвен крст Кавадарци беше во посета на градот Ковин и истоимената организација на Црвен крст. Посетата беше во рамки на меѓународната соработка помеѓу овие две организации која трае 13 години од 2004 па до денес, а по повод одбележувањето на Светскиот ден на крводарителството 14 јуни. Делегацијата на Црвениот крст Кавадарци ја сочинуваа крводарители, членови и волонтери на Црвениот крст и членови на клубот на млади од Општинската организација. По пристигнувањето и сместувањето, првиот ден беше организирана свечената академија во спортско-рекреативниот центар Чардак, каде беа доделени и признанијата за крводарителите кои дарувале крв 5, 10, 25 пати, 50 и 100 пати. А потоа имаше заедничка вечера и дружење на крводарителите и членовите на Црвениот крст на Ковин и Кавадарци. Вториот ден беше посветен на показната вежба по прва помош, што се одржа во центарот на градот Ковин во склоп на манифестацијата Стари Лала, традиционална манифестација на градот Ковин, а со цел промоција на првата помош пред големиот број на присутни на самиот настан. За време на третиот ден од посетата беше организиран и прием во локалната самоуправа на општина Ковин, која исто така е збратимена општина со општина Кавадарци. Овој ден беше искористен и за посета на неколку културно-историски споменици во овој крај, а во попладневните часови делегацијата од Кавадарци замина од Ковин. Следната средба е во месец октомври 2017 но во Кавадарци. И тука традиционално се организираат спортските игри, заедничките крводарителски акции и активностите за промоција на идеите на двете организации. Сезона е на крлежи, потребно е да се превземаат превентивни мерки за заштита. Крлежите се преносители на лаимска болест, туларемија, тифус, низа инфекции и алергии. Тоа се сериозни заболувања кои се пренесуваат доколку не касне крлеж и истиот остане во телото. Важно е да се знае дека тие се сокриени во високи треви и растенија. Доколку се дојде во контакт со растението, овие мали но страшни инсекти може и да не ги почувствуваме. Во себе содржат секрет кој го користат при убодот, а истиот тој има дејство како анестетик. На крлежот му се потребни неколку часа да пронајде погодно место на кожата и само 10 минути за да пробие низ неа. При прошетка во природа многу е важно да се остане внимателен, а по завршената прошетка да се прегледа секој дел од телото. Дерматолозите советуваат најпрво да се проверат помалку видливите места за душите, под пазувите, во папокот, веднаш штом се вратите од природа. Доколку има крлеж на било кој дел од телото, лекарите советуваат сами да не го отстрануваме овој опасен инсект, туку да побараме лекарска помош во најблиската медицинска установа. Македонците со страф од злоупотреба од лични податоци не користат онлайн продажба. Продажбата преку интернет во Македонија е во зачеток, бидејќи кај граѓаните постои страф дека ќе им бидат злоупотребени податоците од кредитната картичка. Посочуваат од канцеларијата на GS1 во Македонија, која организираше настан за компаниите на тема "Дали сте подготвени за дигиталната ера во трговијата?". Онлайн продажбата може да се забрза само со воведување на PayPal, кој се смета за посигурен инструмент при онлайн плаќањето.
Од GS1 апелираат до надлежните органи во Македонија да се воведе инструментот PayPal, кој се смета за поголема сигурност при плаќањето. Кога во Македонија ќе се овозможи плаќањето преку PayPal, тогаш тие мислат дека ќе се забрза и плаќањето и купувањето преку интернет. Статистиката покажува дека 70% од потрошувачите пребаруваат преку интернет пред да се одлучат да купат одреден производ без оглед дали ќе го купат онлайн или во продавница. Без оглед дали се работи за помали бизниси кои немаат цел да тргуваат надвор од границите, ако навиките на потрошувачите покажуваат дека тие сакаат да купуваат онлайн, тогаш тоа мора да биде застапено, дури и ако станува збор само за продажба на домашниот пазар. Во светски рамки продажбата преку интернет станува се поактуелна и македонските компании преку примената на GS1 стандардите имаат можност да се приклучат кон овој тренд и да ја зголемат онлайн продажбата на своите производи. Продажбата преку интернет започна со книги и музика, но сега веќе се продаваат и купуваат најразлични производи, дури и прехранбени производи. Сепак, електронската опрема е на самиот врв на производи што се купуваат преку интернет. Втор мотофест на Тиквеш Рајдерс овој викенд во местноста 12-те Младинци Моклиште. Овој викенд во организација на мотоклубот Тиквеш Рајдерс од Кавадарци ќе се одржи втор мотофест во местноста 12 Младинци Моклиште. По Алшар кој се одржуваше минатиот викенд, следува уште една забава организирана во природа, се со цел да се запознаат убавините на тиквешијата, многу забава, мотоигри, кој не искусил кампување да доживее кампинг во природа и слично. Според официјалната програма, пристигнувањето на учесниците во фестивалската зона сместена во Моклиште е предвидена за утре, петок, за кога се предвидени и настапи на бендови и диџеи. Во сабота е централната фестивалска ден. Најавени се бројни активности со посетување на знаменитостите на тиквешијата, пошто ќе следува дефиле низ централното градско подрачје. Во недела програмата е предвидена за завршување на мотособирот со еколошка акција во фестивалската зона. На југот од редестиот Балкан, каде сонцето ги истура своите зраци, Господ ја благословил земјата со сласт и милост. Тука е нашето Кавадарци. Звездите над небото наше ја насочуваат месечината на патот до срцето твое, а ние со расширени раци со насмевка на лицето свое ќе ви посакаме добре дојде. Моето животно мото е мојот мотор, наведуваат членовите од Тиквеш Рајдерс. Судиите добија видеоасистенција, а се планира полувремето на фудбалски надпревар од 45 да се скрати на 30 минути. Видеоснимките ќе им помагаат на судиите за време на мечевите на светското првенство во Русија следната година. Ова го потврди председателот на ФИФА Џани Инфантино. Преку видеоснимките ќе се разгледуваат единствено спорните ситуации поврзани со головите, црвените картони и пеналите. Системот на видеоасистент на судиите, или скратено ВАР, за прв пат беше искористен на светското клупско првенство во Јапонија во декември. Видеотехнологијата и официјално тргна со официјална употреба во фудбалот. На светското првенство за играчи до 20 години и официјално беше промовирана оваа опрема. Ова е прва ваква употреба на ВАР технологијата на официјален меч. Претходно истата беше употребена и на пријателскиот надпревар меѓу Франција и Шпанија. Оваа технологија се применува на купот на конфедерациите кој се одржува во Русија, а од следната година ќе биде имплементиран и во Американската фудбалска лига, односно Major League Soccer, како и во Германската Бундеслига. Фудбалот постојано доживува разни промени во текот на повеќето од 100 години од неговото постоење. Сепак ниту едни промени не биле толку радикални како овие што сега се предлагаат во документите на ИФАБ, Интернационалната фудбалска асоцијација, која е организација што се грижи за правилата на фудбалската игра. Радикалните промени се во тоа што се нуди промена на време трењето на мечот. Надпреварот би требало да трае 2 пати по 30 минути, а времето би требало да биде стопирано на секој аут корнер или било како прекин. Тоа е само еден дел од предлозите кои се нудат да бидат прифатени.
Стручњаците сметаат дека во сегашниот фудбал активната игра е околу 60 минути, а според ИФАБ, доколку се направи полувремето да трае 30 минути со стопирање на сите прекини, играта ќе стане подинамична и нема да има многу одолговлекување. Една од промените е да му се дозволи на играчот кој што тира слободен удар да може сам да си ја помести топката, па дури и да може да почне да дрибла. Играчот кој ќе промаши пенал да не смее да игра со топката ако се одбие во поле, а исто така времето на часовникот на судијата да се покажува на стадионот. Најголемите промени би биле околу тоа да не се задржува времето, па така истото би било стопирано кога голманите ќе ја местат топката за да изведат гол аут. Исто така времето ќе се стопира од кога ќе биде досуден пенал, па се до изведувањето на пеналот. Следува временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Во западните делови ќе дува умерен ветер од западен, а во останатите слаб до умерен од северозападен правец. Кон крајот на денот не е исклучена изолирана појава на краткотраен пороен дожд со ретки грмежи. УВ индексот ќе биде 9, а температура до 37 степени. Повеќе услови за нестабилност ќе има во сабота и во понеделник. Гледавте вести, имате пријатна вечер со нашата програма.